Пандемијата со COVID-19 не погодува и глобално и локално. Не погоди на сите сфери од општественото живење. Не погодува и како поединци и како делови на одредени системи. Во таа насока денес истражуваме како е погодено семејството, односно низ кои трансформации помина семејството погодено од пандемијата од COVID-19. Останете со нас да откриеме заедно што се ви спакувавме денес. Пандемијата ги врати семејните вредности. Истражуваме. Сега се застана, преку ноќ целиот свет застана и некако имаме повеќе време за себе, повеќе време за децата. Работа, учење и живот од дома. Каде се границите на толеранцијата? Навиките на секој поединечно во семејството и сите оние активности, задачи кои што ги имаат партнерите да бидат поделени подеднакво. Не да се очекува од едниот партнер едно или од другиот друго. Живот во еднонасочна улица. Бариерите на еднородното семејство. Ја требаше 3 сата да им објаснам зашто тоа го правам, па зашто сум се одлучила, па сум требала да чекам со партнер, убава жена сум била, па не сум заслужувала да бидам сама. Татковци, инспирација на актуелниот момент. Кога има двајца родители, значи е многу подобро за децата, значи подобро се воспитуваат. Во огледалото на секој наш дом. ТВ колумна. Навистина е предизвикувачки човек се да постигне, а при тоа да не се изфрустрира. Од почетокот на битката за враќање на надежта, единственото што обстојува стоички и до крај. Семејството во приказната број 2, наречена верба. Пандемијата и глобално и локално предизвика здравствена криза која прерасна во социоекономска со силни негативни импликации врз семејствата. За жал, се потенцираше родовата еднаквост и дополнително се продлабочија постојните нееднаквости. COVID-19 ја смени нашата работа, семејните и училишните рутини. Сепак, важно е да имаме во вид дека не сме сами. Милиони луѓе низ светот се соочуваат со истите стравови и препреки како секој од нас. Една од најтешките работи е на секој семејство да направи организација на сите членови, на тој начин што сите членови ќе ги задоволат потребите кои што ги имаат. Поготово затоа што тука се соединуваат работата, едукацијата која што детето ја извршува од дома, потребите за домот и играта која што секако паралелно мора да следува. И како последица од тоа може многу често да се појават и кавги во домот, односно ниско ниво на толеранција може да доведе до тие кавги, како и недостаток на времето кој што го имаат за себе самите членови. Скратено работно време, работа од дома, паралелно и домашните обврски и онлайн наставата во еден ист пакет. Сервис услугите на дадилки, баби или други помошници за жал се проретчија, што дополнително ја натежна целата ситуација. Експлозија на измешани емоции. Ке има ли крај? Ментално и емоционално ова е силен напад. Дел од родителите често се чувствуваат прегорено, не знаејќи како да смогнат сили за да продолжат да бидат и добри родители, но едновремено и добри работници. Синов со двете деца работат со снаата на смени. Сакале некеле, моравме децава ние да ги чуваме. Внимававме колку можеме, се дезинфициравме со сите протоколи, со сите салтанати, меѓутоа стравот беше присутен цело време. Прво ради себе, па ради децата, па се накуп. Како да ви кажам? Семејството се најде во нова состојба. Напнатоста од предизвиците пред кои не исправи пандемијата дома силно се одразува во семејното гнездо. Во традиционалните семејни форми брачните партнери се обидуваат да балансираат меѓу заштитата од вирусот, работните обврски, домот и семејството. Присутен е и стравот дека семејствата ќе останат без пари заради економските последици предизвикани од кризата. Нужно е да се напомене дека нивото на толеранција во вакви моменти треба да биде на повисоко ниво. Исто така да се даде предност и за да се разберат навиките на секој поединечно во семејството и сите оние активности, задачи кои што ги имаат партнерите да бидат поделени подеднакво. Не да се очекува од едниот партнер едно или од другиот друго. Ефектот на кризата има огромно влијание врз сигурноста, социоекономската и здравствената положба на жените, особено најранливите. Сега се застана, преку ноќ целиот свет застана и некако имаме повеќе време за себе, повеќе време за децата.
Јас и за себе си го кажувам тоа, еве и за другите родители, да што повеќе поминуваме време со своите деца. Да посветиме внимание повеќе на родителите, на тие некои вистински вредности со кои сме и ние растени. За мене љубовта, семејството се столбовите. Јас се ова го правам за мојата ќерка, но ја учам и да биде благодарна. Како дел од семејниот формат, ни мажите не се погодени помалку. Да се биде родител во време на пандемија не е едноставно. Кај родителите покрај зголеменото чувство на стрес и вознемиреност, од целата ситуација се јавува и намалена толеранција на фрустрација, што значи дека конфликтите дома зачестуваат. Многу родители лошо се снаоѓаат во оваа ситуација, бидејќи имаат поголема одговорност од вообичаената, што резултира во силна загриженост. Семејството е основна клетка на секое општество и во време на пандемија неопходно е поддржување на семејството во секоја негова форма. Во таа насока, многу земји интензивно разгледуваат опции за да им овозможат на луѓето можности за одржување на семејниот мир. Меѓу нив се право на скратено работно време додека трае пандемијата, но и да бидат обештетени. Еднородителските семејства се изложени на голем стрес и притисок од општеството и средината во која живеат. Не само за време на пандемијата. Секојдневно тие се предмет на исмејување и подценување. Како да се надминат предрасудите, гледајте подоцна во приказна. За родителот детето секогаш е во прв план, а за детето родителот е се во животот. Посебно самохраниот родител, која има улогата и на мајка и на татко. Самохраниот родител е борец кој го интересира само насмевката на неговото дете, не сакајќи тоа да дознае што во позадина се случува и со какви борби од предизвици може родителот да се соочи. Значи, многу тешко е. Со 3 деца сам да снабдим, значи да ги онодам, ете и идат во школо. Значи во школо учат дома сега, поради коронава. На интернет да учат, ама интернет ја немам. Значи, се мачи со телефон да учи. Па ќе земе лаптоп, например, од другарчиња, кое што не е на настава, например, што нема за да се приклучи да учи. Вака ја почнува својата приказна нашиот денешен херој, Нешков Љупчо, самохран татко на 3 деца, кој на овој предизвик му гледа во очи веќе цела година. Мене ми е многу тешко тоа, значи да направим обрук, да јадат, да кога треба да се тушират, они су женска страна, мене ми е неугодно. Значи тоа ми е најтешко што може да биде во живот. Ама фалајте, па со големка ми е Стефанија, си ја бања и едната и другата, значи си ја избања убаво за мерак све, ќе се ја облече, али мене ми е тешко за да ги бањам, например, да ги онодам. Може само да ги спремам што и треба да се избања, да се онодат, без мајка. Значи, децата и е тешко, многу. Тоа верувам дека е тешко. Али што да и правам? А и пандемијата, освен што промени многу работи, донесе и нови тешкоти за овие родители и деца. Па промени, еве, со нервози, со недостигање, значи, од тоа нервози, значи ме фати дури кишма и раца ме фатија, од тие нервози. Ама ете, полека пак се трудам, значи, за да и помогнам и се трудам за да не повеќе се нервирам, значи да не се онодам, само за да ги изведам на пат. Значи друго, едино што не можам да иземам, например, лаптоп сега на 2 деца, за да ги уклучам, за да учат. Тоа е, значи, најтешко е тоа. Значи, тоа ми е најтешко. На работа оди, мисли дали ќе седнат да учат. Самите па се трудат што се вика да учат, ама ги срам да поварат, например, од другарчиња лаптоп, да поварат да земат да учат. Ја некогаш, кога сум дома обавезно, ќе поварам лаптоп. Но сепак, и покрај сите искушенија и големата грудка во грлото што еден самохран родител ја чувствува при секој нов предизвик или прашање од своето дете,
Љупчо вели дека воспитувањето на детето да биде подобар човек е најдоброто нешто што еден родител може да го направи за него. Без разлики, значи било кој човек да е. Дали е само хранител, значи и без хранител да е. Увек на деца треба да и се дава савет да бидат културни, да учат и да бидат пристојни со секој човек, со секој другаче. Самохран родител не случајно ги нарекуваат тивки борци. Доволно тивки за да нивното дете не слушне и разбере што секојдневно поминува еден самохран родител за доброто на своето чедо, а доволно гласни таму каде што треба за да се изборат за негова насмевка, бидејќи токму насмевката на лицето на едно дете ги прави сите други работи да се само една обична и мала ситница. Кога ја донесовте одлуката, дали бевте запознаени со сето она што ќе биде карактеристика на еднородните семејства? Дали ги знаевте искуствата кои што сега ги знаете сигурно од лична перспектива бидејќи ги доживеавте? Дали знаевте со што се ќе се справите, односно што ве очекува? Па, искрено да кажам, не. Бидејќи беше огромна желбата да бидам мајка, не сакав по секоја цена да бидам со некој партнер за да биде татко на моето дете или да биде тоа во семејство, само да се каже по некоја традиција или култура каде што ние живееме во нашето општество дека цело време е мајка, татко, баба, дедо, едно дете, друго дете. Него едноставно сакав тоа ако не е со љубов или ако не е взаимно разбирање, не мора да е во брак, меѓутоа да е взаимно почитување и искрена толкава длабока желба како што јас го посакував тоа дете и партнерот да го посакува. Јас за жал не сретнав таква личност кој толку многу сака деца или толку многу љуби деца да го направи тој чин со мене. И од таа гледна точка одлучив да го веќе почнав да истражувам долг период бидејќи ми доаѓаат клиенти кои се и од Систина, и од Ремедика, и директорката на Ремедика Елица Јорданова ми е пријателка и таа секојаш велеше ајде Васка што чекаш веќе, само зборуваш ама не веќе одлучи се времето мине. Така да последниот клучен момент го даде татко ми, кога последната врска кој реков подобро погледнај се во огледало и веќе кога одлучуваш кој да ти биде партнер, ако не имаш соодветен, оди одбери во банка, купи сперма и на крај одлучи се да го направиш. Бидејќи преголема беше желбата да бидам мајка и да имам дете. Така да меѓутоа не знаев како тоа моето семејство ќе го поднесе, како ќе изреагира на мојата одлука. Меѓутоа имав почина татко ми пред година дена, прекрасен татко кој во се ме поддржуваше и во кариерата и во севкупни мои одлуки. Секогаш се консултирав со него, тој 36 години живееше во Германија. Неговите размислувања и сваќања беа неадекватни за нашата средина и бидејќи тој ги следел сите работи како се одвиваат меѓу младите во Германија, многу добро ме поддржа, само ми рече знај дека нема да биде лесно. Јас него сватив тоа што сакаше таа порака да ми каже. Ти си само во оваа работа, ние со едната нога сме во гроб, бидејќи сме возрастни, 84 години имаше татко ми, мајка ми 80 години. Од нас можеме доека сме живи да ти помогнеме, колку можеме, меѓутоа не можеме да ти ја чуваме детето, не можеме. Ти организирај се пред да се роди, најди жена, најди помош, организирај се тимски, бидејќи ние физички тоа не можеме. Можеме материјално да ти помогнеме, меѓутоа колку што можеме, меѓутоа не физички. И јас не ја сваќав толку сериозна работата, морам да бидам искрена. Се покајавте во меѓувреме? Не се покајав за чинот што го направив, него што не се подготвив претходно. Бидејќи мислев дека е многу лесно да најдете жена да ви помогне, да ви го чува детето, дека е тоа многу едноставно, а сите ме подготува. Моите клиенти кои веќе имале деца, кои бил или се баби, сите викаат Васка, требаше да го направиш претходно, бидејќи мојата бремност беше многу тешка сите 9 месеци. Јас требаше да имам жена покрај мене цело време, 24 сати. Јас се онесвестував, се губев. А за ова не ви информираше никој, например, додека течеше процесот на донесување на одлука? Тоа е да речеме еден мал пропуст и од самите болници. Јас повеќе дознав од жените што лежевме со мене. Среќа што пак цело време сум хировита додам во VIP простори. Среќа овој пат што се одлучив да бидам во соби каде што се луѓето, да не бидам сама.
да не бидам одвоена, на тој начин многу нивното искуство ми го пренесоа и така да многу ми помогна сето тоа нивно искуство и како да и бременоста да се соочува, бидејќи и не знаев ни како да ги аплицирам тие хормони, лекарите нема толку многу време да ви обрнат внимание, да ви кажат ја нон-стоп им се јавав. Значи беа крајно љубезни, не можам да кажам не. Меѓутоа имате одредена минута која треба да го примите. Не смете, вас ве фаќа паника. Таксито дали ќе ви дојде, не можете да возите, дали се на дежурства лекарите, има тие да речеме инекции кои се аплицират во бут, јас не можам тоа сама да го направам. Се што е на површината немав проблем да се сама да ги примам и вакцините и клексанот, но имаше терапија каде што не можев сама да ги аплицирам на телото. Токму поради тоа беа додатни стресови. Првите можеби неколку пати обиди кои ги направив и не успеа затоа што бев под стрес додатен како да се организирам. Веќе третиот, четвртиот пат немате никаков проблем, знаете и на дежурен како да отидете, најдов и приватни сестри, плаќев да доаѓаат дома да ме боцкаат. Меѓутоа првите пати одите на лекар и мислите толку, јас веќе отидов на работа после инвитрото, јас не сум знаела дека треба да лежам 5 дена, да не станам од кревет, треба некој да ви дава здрава храна, да ви приготува, јас немав никој тоа да го правам, дека претходно сама сум го правила. Така да не бев спремна, бидејќи нема кој да ви го каже тој дел. Лекарите сметат дека вие читате на интернет и дека веќе сте подготвени. Меѓутоа јас чекам лекарите да ми упатат во затоа што одам кај нив и дека како е најдобро да постапам. Не бев подготвена. Не бев подготвена и дека ќе имам толку лоша бременост. Ја првите 3-4 месеци се чувствува фантастично. Само мислев што ќе облечам, како ќе се дотерам, како ќе се фотографирам, кој ќе ми порасне стомакот, да се сликам, фотосесија која ќе правам. Најмалку размислав кој е тешко сценарио ме чека, дека јас паѓав, колабирав во несвест, паѓав, не може да си дојдам на себе, вода не можев да се напијам, од капка вода повраќав, дехидрирав, завршував во болница. Значи, да не говорам ситуации какви све имав, нозете ми отекоа, не можев да стапнам, да одам чевли, не можам да облечам, не можам да се облечам. Буквално не можев да функционирам сама. Тоа е кога веќе не можете сами да функционирате, кога имате потреба од некого, тоа веќе станува проблем, што јас веќе не бев подготвена и тоа веќе мене ми се случува веќе у 5-тиот месец. Не, ајде речеме веќе 7-8 месец, него многу рано почна тие проблеми и веќе јас одев цело време на работа, не сакав да прифатам да лежам дома или да седам. Од една страна е многу добро, од друга страна е лошо, затоа што може би одморот ќе беше многу подобар во тој период за мене, но јас цело време сметав дека треба сите работи да ги завршам пред да се породам и буквално земав огромно темпо на работа, што сметам дека беше голема грешка и тоа беа додатни стресови, бев под притисок како се наближува месеците пред пораѓај и токав беше притисокот што повеќе работи да средам, проектите да ги завршам, учениците со настава да ги завршам, на сите им клиенти им кажав кои да ги средам, да тие првите 3-4 месеци да не мислам на нив да бидат пострижени, шатирани и така натаму. И тоа мислам дека беше додатен стрес, каде што нормално тоа веќе понатаму се одрази во самата бременост. Дали по процесот на раѓањето на вашето дете се соочивте со одредени проблеми во поглед на изготвувањето на документите? Како беше регистрирано дека само вие сте родител? Па јас го имав тој проблем, претходно заборав да го кажам, при самиот процес кога се одлучев инвитрото да го направам. Многу мина низ сите институции каде што требаше да поминам, некои знаат, некои не знаат и после веќе одев само во институции или да речеме кај нотари или кај педагози, низ целиот процедура кај што требаше да поминам, каде што веќе имат искуство со подготовка на документација за инвитро. Претходно кај што ќе му патеа, каде што нема искуство, ја требаше 3 сата да им објаснам зашто тоа го правам, па зашто сум се одлучила, па сум требала да чекам со партнер, убава жена сум била, па не сум заслужувала да бидам сама. Толку работи се изнаслушав и толку времето го отепав. Јас, затоа што се сметам дека за љубов има време, не е поинтата само да бидам со партнер за да бидам, затоа што кај да оде во сите институции само тоа го слушав, сите добродушници, сите дискриминација. Така да и не може да свата зашто сум одам по овој чекор. Јас само едно реков, јас немам време да родам дете, сакам да го родам, можев да најдам и сурогат мајка, тоа не е никаков проблем, меѓутоа сакав да го пробам, да го направам тој чин и сама.
Не е едноставно, може би сега со овој памет и со ова размислување и со ово искуство, сигурно таа би го направила со суровиот мајка, но која не сте го поминале тој чекор, секој чезне сонува како да го носите детето во себе. Не е тоа тренд, не е мода, како што цело време се фотографираме, и тоа е друга приказна која дојде за фотографијата, и дека и тогаш не можев ни фотосесијата да ја направам што ја сонував. Меѓутоа, сето тоа е направено како еден тренд во социјалните мрежи, во телевизијата, и вие сакате да го поминете целиот тој период. Така да, ни сите тие фази кога една жена бремена. Но стварно морам да кажам дека мајчинството, жалам тие жени кои не може да го почувствуваат тоа, не се споредува ни со ниедно искуство. Да носите дете во себе, да се развива тоа дете во вас, и покрај сите тие тешкоти ја што ги имав, да би можела се повторно да родам, истото би го направила. Истиот чекор би го направила, не би жалала, но не можев да ги поднесам коментарите. Значи, цело време ме осудува зашто одам по тој пат, зашто сега што ми требало да бидам мајка, па јас сум доволно да бидам менаџерка, доволно бизнисот го работам, да сум уживала, сега сум требала да шетам. Нема секој право да ви го каже тоа. За крај, како ќе се обидете да го објаснете на вашата ќерка, на вашата Ана, улогата на мајка и татко се воедно во поглед на незината иднина, со оглед на тоа дека се уште живееме ние во едно општество во кое што имаме и стигма, и стереотипи, и дискриминација. Како ќе го објасните примерот кога другарчињата ќе ја прашаат кој е таткото? Па јас од самиот почеток кажав дека нема да кријам. Прво сум јавна личност во години, каде што и таа самата ќе биде свесна, и затоа излегов и да зборувам во јавноста, никош не сум говорила за мојот приватен живот. Меѓутоа бев должна да го кажам, бидејќи често пати знаат да кажат некој е затруднел, па останала, па се измислува купени сперми. Меѓутоа тие знаат кој пат сум го поминала. И токму таа причина излегов да говорам, колку за мене, колку за моето дете и за сите мајки кои го одлучиле овој пат, како овој чекор да го направат како мене, да бидат во еднородни семејства, да не се срамат ни од своето дете, ни од својата одлука, колку што се помали децата, да може да им се објасни. Здраво, Вики, здраво на сите кои што ја подготвувате оваа убава приказна. Благодарам на довербата оваа недела да споделам некои своји искуства и некои своји видувања во однос на тоа што ни однесе или донесе, какви позитивни и негативни нешта доживеавме со ковидот. Во секој случај, секако дека не е пријатна ситуација, ниту е нешто што, да кажам, лесно го проголтавме, затоа што не бевме ниту подготвени, ниту некако предупредени за ваквата ситуација. Во секој случај, можеби почетокот беше подраматичен, наидувањето на толку проблеми наеднаш со кои што треба да се справиме во смисла работни предизвици, меѓутоа и предизвици со обврските на децата. После неколку месеци, бидејќи јас веќе 10 месеци работам од дома, сметам дека некои нешта се усогласија, некои нешта веќе помирно, поспокојно течат. Меѓу другото, таа утринска трка, која што ужасно ме обезпокојуваше, во смисла дека наутро треба човек да стане и да го подготви целото семејство и целото домаќинство и себе си за работниот ден, знаејќи дека можеби 9-10 часа нема да се врати дома. Ми беше ужасно, како да кажам, ужасен стрес, ужасно доживување секое утро. Во таа смисла тоа сега го немам, значи бидејќи работам од дома, станувам наутро, се мијам, пијам кафе, веќе сум оперативна и функционална за на работа. Дополнително уште една работа што можеби ја согледуваме дека мојот сапорт систем навистина правил многу за мене и за моето семејство, меѓутоа и за домаќинството, затоа што останувајќи сама дома со две деца кои што секако тие се самостални, сами учат и сами даунлодираат, аплодираат нешта во однос на училишните обврски, меѓутоа останувајќи сама со нив дома, сваќам колку многу домашни обврски ми биле одземени или ми биле тргнати од грбот, за да можам јас да придонесувам на друг план. Во таа смисла сваќам колкав е обемот на работа и обврските во тањирот
на една домаќинка, така да навистина е предизвикувачки човек се да постигне, а при тоа да не се изфрустрира. Значи, ако домакинството е како што треба и уредно, некои други работи недостасуваат, ако има ручек на трапезата, тогаш нешто друго фали, така да во секој случај фрустрирана сум постојано за се нешто. Меѓутоа, сметам дека поминавме многу време со семејството и дека тоа е една голема придобивка на таа сплотеност, која што со ништо сигурно не можев да ја добием. Во секој случај имаше предизвици, јасно е, како во секое семејство, нели, и на почетокот и сега, меѓутоа сметам дека некако се држиме и задоволна сум со тоа. Благодарам многу, Вики. Секој е добро. Во секојдневието често се среќаваме со наративи како сама ја уште нема дете. Има куќа, нема семејство. Ова се работи кои што задираат во личните права и слободи и не би требало да ја интересираат ни јавноста, а и ни медиумите. Токму затоа денес ги истражувавме во рамки на медиумската писменост со цел да се едуцираме како правилно треба да постапуваме, почитувајќи ги правата и личните слободи на другите. Пандемијата не пощади од сензационализмот и непочитувањето на човековите права и слободи во медиумите. За жал, додека луѓето се соочуваат со трагедии, често нивните семејства се извор на сензација, со која се привлекуваат кликови со денови. Па имате серија написи или прилози како семејството или пријателите се чувствуваат во врска со трагедијата, се објавуваат последни заеднички фотографии или останати содржини од социјалните мрежи. За жал, ова не е единствениот случај кога се повредени правата на членовите на семејствата. Наративите од типот «Таа има 40 години и се уште нема деца», «Чува миленик наместо да чува деца», «Заедно се 10 години а уште не размислуваат за деца», «Таа или тој ја зголемија или намалија телесната тежина», иако се погрешни, се присутни. Често се случува медиумите да преземат фотографии или други содржини од профилите на јавните личности. Тука се случуваат низа грешки. Во потрага по публика, медиумите забораваат на почитувањето на човековите права и слободи кои се загарантирани. Во овие ситуации ги гледаме семејствата или членовите на семејствата, нивни пријатели или познаници. Тие, иако се кругот пријатели или блиски, или семејство на известна јавна личност, сепак не се согласили и не сакаат нивниот живот да биде презентиран јавно. Објавувањето на податоци за приватниот живот се дел од личниот интегритет на една личност или семејство и не би требало да бидат предмет на јавен интерес. Ова во суштина е и прекршок со кој се кршат одредбите на Законот за заштита на лични податоци. Приватноста е наше уставно загарантирано право и мора да биде почитувано. Непочитувањето на личните права и слободи води кон стигма, стереотипи, дискриминација, но и намалена самодоверба, социјален притисок или лично незадоволство. Медиумите мора да бидат одговорни во креирањето на своите прилози. Човековите права се почит за достоинството на луѓето, како алка од општествениот систем. Тие се универзални и не смеат никому да бидат одземени. Препораки за вас. Личните профили и содржините во нив не треба да се реобјавуваат без согласност на авторот, без разлика дали се објавени јавно. Тие се лични податоци. Авторот има право да побара повлекување на содржината превземена без негова согласност. Тугиот изглед е лично право и слобода. Дали некој е слаб или дебел, расположен сам или не, тоа е негов личен избор, кој не треба да биде предмет на јавна полемика. Научете ги вашите права и слободи, почитувајте ги и своите и тугите. Семејството е социјална единица на општеството. Како посебна институција представува важен дел на едно општество и затоа како такво треба да се негува, развива и заштитува преку државните механизми погодни за таа намена. Според истражувањата на УНИЦЕФ, начинот на кој се воспитуваат децата во голема мера представува проекција на функционирањето на едно општество. Иако семејствата глобално се трансформираа во текот на изминатите децении во однос на нивната структура и како резултат на глобалните трендови и демографски промени, Обединетите нации се уште го препознаваат семејството како основна општествена единица. Во светот се поголем е бројот на родители кои сами се грижат за своите деца, а кои сочинуваат 19% од семејствата со деца во земјите членки на Европската Унија. Во најголем дел овие семејства ги сочинуваат самохрани мајки, а само 15% се самохрани татковци,
чија социоекономска состојба е мошне подобра во споредба со таа на самохраните мајки. Без оглед на формата, улогата на семејството во животот на една личност не треба да се подценува. И овој пат, низ личните приказни се обидовме да го извлечеме максимумот на знаење кое може да биде корисно за секој од вас. Затоа што сите ние сме дел од овој систем и сите заслужуваме подобра шанса. Бидете со нас и во следното издание на Приказна. До гледање. ...220 врвови над 2000 метри надморска височина, 39 глацијални езера, голем број на реки и извори, 220 ендемични видови, 1260 видови растенија, над 500 видови габи, 128 видови птици, околу 50 видови цицачи, над 2000 видови инсекти. Наша најбогата планина според биолошката разновидност. Место каде локалното население и природата живеат во хармонија. Бескрајни планински пасишта, побелени со овци. Шарпланинци, храбри чувари на планината. Традиционална храна, богатство од бои и вкусови. Планина со голем потенцијал за развој на рурален туризам. Планина што чека да биде заштитена. Шар планина. Иден национален парк.